Почитувани колеги, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Еве, веќе втор ден како не стивнуваат реакциите по повод уставните измени и имплементацијата на договорот од Преспа. Пристигнуваат честитки од сите страни на светот, честитки од граѓаните, од пријателите, но и од представниците на најголемите и најмокните држави, од политички и воени сојузи, пораки буквално од највлијателните луѓе во светот. Тоа се искрени пораки на поддршка и на пријателство, пораки кои што недвосмислено посочуваат на известноста за нашиот пат кон семејството на земјите од Европската Унија и НАТО. И навистина направивме историски успех. Сите ние заедно, политичарите, институциите, вие медиумите, граѓаните, македонците, албанците, турците, бошњаците, власите, сите граѓани кои што ја чувствуваме оваа земја како своја, кои што и посакуваме напредок, просперитет, сите ние кои што посакуваме стабилна и безбедна иднина за нашите деца. А таа иднина значи членство на нашата држава во НАТО. Македонија е конечно и целосно обезбедена, заштитена од геополитичките игри на некои големи центри на мок, чие влијание се повеќе се заканува на безбедноста на целиот регион. Таа иднина значи почеток на преговорите и многу работа се до полноправно членство во Европската Унија. Преговори кои што треба да обезбедат европски правила, европски стандарди и европски вредности во нашето општество. Преговори кои што представуваат целосна трансформација на нашиот политички, општествен и економски систем. Преговори со кои Македонија станува европска држава, членка на Европската Унија. Тоа значи европски стандарди во администрацијата, брз и квалитетен сервис на граѓаните, европски стандарди во владењето на правото, ефикасно, фер и деполитизирано судство. Тоа значи европски стандарди во образованието, во здравството, во културата, во уметноста, во заштитата и грижата на животната средина. Тоа значи подобри услови за водење на бизнис, поголема атрактивност за странски инвеститори, подобра бизнис клима за предприемачите, повеќе работни места, поголеми плати и се на се повисок и поквалитетен животен стандард за граѓаните. Тоа конечно значи дека западните вредности и стандарди ги носиме тука во Македонија, за да не мора нашите деца истите да ги бараат таму, на запад. Почитувани, ова не е само наш успех. Веќе 2 дена стигнуваат честитки од голем број државници, политичари и влијателни луѓе од целиот регион на Западен Балкан. Пораки од Албанија, од Косово, од Србија, од Босна и Херцеговина, од Црна Гора. Тоа се пораки кои што носат една заедничка мисла, дека успехот на Македонија и Грција да ги затвараат отворените прашања, успехот на Преспанскиот договор представува поттик, представува пример и за останатите земји за тоа како треба. Представува символ на оптимизам за сите земји од Западен Балкан, за тоа како се градат добри односи со соседите, како преку компромиси, преку разговори и преку позитивен пристап се затвараат отворените прашања. Сакам оваа порака на охрабрување да ја испратам најмногу до нашите соседи Косово и Србија. Пораки и тие да ги отворат и прошират своите политички видици и да создадат можност за политички компромис, а кој ќе представува успех и за целиот регион. Но оваа порака треба да стигне и до сите наши политичари, до нашите политички, интелектуални и општествени елити, без разлика дали се од власта, од опозицијата или надвор од овие два политички блока. Надворешното помирување, надворешната интеграција нема да биде целосна без да обезбедиме и внатрешна интеграција, без да дадеме шанса и за внатрешно помирување. И јас имам разбирање за различните гледишта и емоциите кои тие ги предизвикуваат во вакви клучни моменти. Но успехот на целата земја, жнеењето на придобивките од овој успех нема да бидат целосни без изградба на политичко и општествено единство за иднината на нашата земја. Редно е тоа конечно да го направиме. Тоа им го должиме на граѓаните, да обезбедиме сигурна, стабилна и просперитетна иднина за Република Македонија. Европска и евроатлантска иднина за Република Северна Македонија. Ви благодарам.